најголема штета на меѓуетничките односи во оваа држава од 2001 па навака секогаш прават албанските политичари. Зоран Заев се обиде со тезата едно општество за сите. Да едноставно престане у држава да се збори за етнички теми. Дуи секое министерско место, секоја позиција. Албанците дојде, албанците дојде, албанците дојде. Патем кажано дојде Талат Џафери за премиер на државата, нит се распадна, нит ја поделија, нит ја продадоа. Тука е владата, тука е столчето, си седна Христијан после, немаше никаков проблем. Христијан Мицковски практично се обиде да ја продолжи таа теза на Зоран Заев едно општество за сите, иако тоа јавно не го кажуваше. Се обидеше тоа на друг начин да го продае. Многу сакам стварно да дое тој ден у Македонија, кај што ќе има мораториум, кај што тоа нема да биде тема. Вишо му направи. Значи албанските политичари треба сериозно, без разлика сега, Мицковски критиките, Заев критиките, треба сериозно да се преиспитаат каква политика водат у оваа држава. Затоа што многу е лесно да го запалиш шкорчето. Кога ќе се запали цела држава, после иди угаси ја. Вие ќе ги изгубите привилегиите. Ој мислиш дека живее полошо од останатите граѓани на Брвица? Не, ој има пари некој фахма, не? Дај со микрофон, у диаспората, дај си брвеница за ние колку плаќаме, што плаќаш? Ој ако има платено данок у живот, ја глава сечам, не затоа што е албанец, него пошто не личи на човек што плаќа данок. Сегам да кажам, албанските политичари добија пружена рака од македонските политичари во неколку наврати. На многу културен начин, на многу фер начин. Влен ќе се растуреше до 7 милион пати да не беше ВМРО да помане. Делот од албанците кои што навистина беа против Дуи не го сакаат Али Ахмети, се обединија затоа што имаа надеж дека може да дојдат на власт преку влени ВМРО да помане. Ги донесоа на власт, што направија?